Čaire često, dosadno mesto, no štom niz nego ke projdeš ti. Blesnuva sonce i kako se budat čairski te fraheri. Suknička kratka, visite se cverat, a ništo podobar ne sum ni jas. Taka mala i slatka, ko bajadera, si tebi te lapna levo slast. Noj keska, dojdi mi na romantika. Usnite tvoji da mi stanat navika. Rastopi me kako sveća, ja si ti kamo sreća, da mi dojdeš na romantika. Modulacija ќе правиме или не? Ајде. Приказни кружат, дека те дружат, само буџи директори. Браво! По твоите очи срце ми кочи, се потам како под рефлектори. Очекање гледам, фајде ке нема и треба својски да се потрудам. Морам херој да бидам и да ти придам и да ти предложам одличен план. Ноќеска, дојди ми на романтика. Усните твои да ми станат навика. Растопи ме како свеќа, јас си ти камо среќа, да ми дојдеш на романтика. Да ми дојдеш на романтика. Опа. Нити јас имам свиено кој што треба, нити ништо. Нити јас сум распеан. Абе, супер е. Ко за неделно вака попладне лабаво, супер е. Одлично. И со луѓе муавет ќе си мафниш, ќе си напеш се. Да се знае дека е лабава. Скроз, кај си бе? Кај сум е? Кај не сум? Кај не сум стварно. Растрган на сите страни. Да. Не е лесно. Периодов ми треба искрен одмор и може ќе се направи малку и одмор, ќе се направи, да. Летото помина, сичето помина. Тоа е, брат. И сега време е малку и да здивниме и да одмориме, оти не се издржава. Тоа е. Не се издржава, не. Битолско. Не. Не, ама луѓето така, знаеш, ќе рече, си свирите, си пејте, ама кога дојди сезона, и ме треба 6 пати дено негде да настапаш и дојдеш и тргни, застани и да имаш слободен ден, не можеш да дојдеш нигде, ти па викендо си негде. Шо преш вечер? Ништо е, така, ќе пеам. Како? И ќе ти се јави некој вака колега или брат, ден си слободен вечер, ајде слободен сум и си речиш, знаеш како, дај да ги земам парината, дај да одам кефо да го направам. И крај нема. И сега почна учебна година. Да. Ти кој што слушам сега и предаваш веќе некое време. Кога почна со предавање? 1 година точно, од Една ланската точно? септември, да. Браво. Еве, цела година, сега си се вративме во школски. Во школскиот дух. Да, школскиот дух, си работиме. Супер е со дечињата, да, супер, ама сепак зато викам мора да се подзастани на некоја страна за да се посветиш малку на друго Така. и да се посветам нешто конечно време, мислам дека и на авторско пак да се навратиме. Дефинитивно. Летото го дадовме концерт, ете мило ми беше шо беше и ти дел од концертов. Си попеавме, си се подруживме. Си попеавме. Убав настан искрено и за мене и така и за битолската публика да се одбележи уште еден така убав солистички концерт за мене. И сега време е да се посветим и на нешто ново. Имам во моментов нешто што работам, нешто се крчка, да, се крчка нешто периодов. И затоа викам и од таа страна ми треба малку и да одморам и со гласов и да напорно е
заморен си, не ти сепе и некогаш и стварно ти е прекугла, ако ќе ти речат шубо ти е вака леле. Абе како е шубо човек. Си свирите за Значи со децата работиш, знаеш како Да. е, си имал работено, знаеш како е дека треба да му отпееш за да те слушни, не е само нашето по книга, прочитај му го или објасни му, Така е. туку мораш да му го доловиш, да му го отпееш. Пеам, имам голема класа, имам 36 часа. Машала. Што И- сторе, толку има ученици? Имам, да, 7 Браво. може од средно, имам ученици што се инструменталци, имаме по 3 до 4 часа Браво. во неделата, имам и од нижо деца, имам премногу часови само да збораш, да се објаснуваш за некои работи. Абе, како не, кој не знае, мислам, кој не пробал, не знае како е, не Да, зафикавај. значи јас не се жалам и супер ми е топ, ама зборање таму, пеење таму, настапи викенд, со игрорна со деца, пак зборање, објаснување и кога ќе дојди за твое нешто да правиш, треба да си одморен и време е сега да одморам. Дефинитивно, брат. Мислам, и да ти кажам право, и крај на септември, почеток на октомври ми е некако скрос рајат време за одмор. Некако така и времето, Се смирва. само да се погоди малце Се времето, смирва, да есента не... смирва од тоа Да. лето, сето турбуленци што било. Дефинитивно. И ја смирва и еве можеш да го почувствуваш тој мир малку да речам, освен колите вака, што ни Добро. ременат помалку. Да, са по некој ќе се најди со веспата да ни направи, нема иначе и трактор може да помине исто Може, така, може, да. да ни згалами, некој пес да ни залама, ако ме те лабаво шо. Убаво е. Нема гајле. Значи ти си уствари на јас мислам јас сум на сите страни, значи и ти си на сите страни растрган. Си сме, да. Скроз. Нашава професија, да, си е растргана, колку и да сакаме да речеме дека е лесно и може би некој ја бира професијата ради што мисли дека е лесно и ај ќе си пееме, ќе си свириме, како што викате во музичко. Сепак како сакаш да си посветен малку поќе и да бараш нешто по-конкретно да биде, по-прецизно, по-професионално, мора да си Така е, така. Не, за свиркање може да си свиркаш ти во пример паркот ќе еднаш. си собериме, Да, ќе се во свиркаме, паркот ќе ќе се си дружиме. посвириш или свирка еднаш негде некогаш во месецо, ќе потрзаш ќе оно, ако не ти е за пари за нешто туку така за мерак, може да биде, макар што и то сака проби, то сака има многу работи. Ама ако сакаш по-конкретно се занимаваш Да. со музиката, нема бегање. Не, во студио си влегвал, знаеш како е за снимање и сакаш да биде максимумот да си изве кој ќе Така е. поиш најсвеж гласот, да е најодморен. А стално се годи кој треба снимаш, да имаш настани, чуда, ова, она. И никогаш, секогаш кога ќе одиш в студио, јас барем така сум се осеќал, никогаш баш тој ден не сум 100%, сите денови претходно ќе видиш после, ќе видиш, ама тој ден нешто ќе те онаква, ќе сакаш максимум да даеш дали од што сакаш, Ами и од љубов. трема, може некогаш Да, и од да. онака од возбуда, Возбуда. возбуда што е да речам нормална, природна. Така, абе љубовта си го прави своето, Да. брат. Немаш ако ти е убаво нешто да го правиш со љубов, самото тоа што сакаш да дадеш максимум, некојаш ќе ти направи да се умориш. Да. Јас пример концерт Хераклеја правев 3-14 и пошто јас организирав све и толку се убив. И ти ко мене, да. Да, толку се убив и затоа немам направено од тоа. До последно со проби, со луѓе, со сместувања, со трчај, со не знам требало звучење што требало, кога не требало, кога дојде концертот дента, грлото партал ми беше. Од 2 го оправив до вечерта, од 2 го издржав концертот. И то гости имав изнавикано тоа што оди долу, одвам оттаму и од 2 го издржав, отивев умрен и после тоа бев болен 2 недели бронхопневмонија имав од не од ти нешто, од трчање, од напнатост. Кој ќе се напниме Да, и кој ќе скроз. префорсираме, телото си памти и на крајот И потиска. на крајот си врати. И потиска. Памти па врати. Не, брат, напорно е, ама чим се спрема нешто Убаво. ново, е убаво. тоа е убаво. Мислам, Мораме да направиме од време на време промена и сами да си одмориме и плюс да се посветиме на нешто ново да излези. дефинитивно. Јас секогаш сум за нешто свое кој ќе се вади авторско и тоа е белекот над кој сме ние. Тоа е тоа. А ние можеме да изведуваме од секој песна и сега Така си е. испееме и некоја друга и трета, се што си пееме за душа, ама на крајот е белекот која ќе го Така, изваиме авторско. нашето за да не Така е. не исполнува тоа. Така, и јас имам за вадење, ама не ги стојат, чекат да се Да. слободам малце спот да си снимам. Отито сам треба го направам. И Ај, тоа сними е. си прво за тебе, па после Па за после мене за снимаме, да снимаме нешто. Ќе направиме ги, еве, не е проблем, тука Е, сме. вака пред камера иду. Значи, треба некој да ме исили, мене Јане Славев ми велеше,
брат вика, оти тој ко снимавме, ова да направиме, ова да направиме, се внесе во проектот, му викам, море и мене ме возбуди сега. Ајде вели дурте туркам, јас сними го, ти после не ќе можеш. И вистина така Еве, се и бидна. јас ќе ти дам. Го снимивме, и јас се Предизвик што запатив вика. со други работи и толку помина. Не. Ама ќе направиме. Чиме таква работата ме радва. Оти нема брат, ако прекиниме и ние да работиме, ќе Да. се помалце луѓе има што го пратува, така што мора малце да ги стегнеме. Колку и да е тешко, колку и да не е исплатливо, некои така и викат. Јас сум дека секоја пара што гледам да ја поттргнам нешто, сепак и ние имаме фамилија и сакаме Така е, утре, така е. значи да си вложувам и за тоа, ама сепак е и ова кариера што го правиме ние, што сакаме да бидеме и да бидеме предпознатливи. Дефинитивно. И затоа време е да го снимиш спотот и таман во меѓувреме јас аудио да ќе го завршам. Треба ти мислам дека ќе ја направиме работата, Ја да говориме. ќе би мора да, ако не ме турни мене некој ми речи оди море снимај, јас како се запаќам Думај за една некоја работа, балада, така, друга, некоја сцена сега. ви шувај се лисијата брат. Шувај. Балада само за во лисија, Само за во есенски е скроз. Да се препелка. Скроз оде вака да ги фрлаш лисијата да паѓат. Лисијата паѓаат, тоа што никој- се лијат. Чешит. Во, како бега времето. Него кажи ми, сакаш да маниме една песна па да збораме за други работи или Ајде, да уште една збораме за песна, други ајде, работи? ајде, па- уште една песна, Ќе сега маниме малку да не една, ќе размеда. маниме уште една после, ама Ајде. кажи ми сега што да свириме овај пат. Не знам, од народниве имаш Најтешкото прашање, што да свириме? што да свириме. Не знам, така што ми паѓа на ум е нешто народно ајде да направиме, ама Што сакаш да направиме? народно имаме правено акодам во Битола, нешто имавме кај тебе Да, тогаш. снимавме Имавме, нешто, да, нешто не знам, ако сгрешам, а не знам Милица, не знам некоја друга нешто, вака што ти иди тебе нешто Не ме предложи. чекај Милице? Пример, Или која таја, Милица, таја. Абе, или и она- сестра. Ај дали знаеш паметиш Паметиш Милице. Милице? Јовано Јованке, Може, нешто море сокол македонско, пие. Море сокол пие. Кој е сака? Од кое море се напи соколо не знаеме уште, ама море. Од кај сакаш да свириме таа? Што сам FG, не знам, тука негде. Од Г, ај пробај. Море сокол пие вода на Вардаро. Така некако Море, беше. мислев што се десе. Висока. Абе, ни помина пред Мислиш. камера, мали. Здраво. Што правите? Ајде, здраво. Ајде, добро. Си емисија снимаме. Вие си се возите? И ние денес ние најубо. Убо. Убо. Еве, така ние. Нема никој. На работа се вратив, тро поспај овие, ги наранив. Таман. Сега за возење, у бајна. Ми сами За дома мене. ќе ги правиме брат, досадно. Од утре вика дождојќ има, ќе немаме да излезиме. И затоа реков јас да снимиме по со време оти од утре. Ајвар си зедовме А, 40 така. кила. Убаво си направив. И Викторо дова што каже може да напеш нешто. Да. Може и Ајваро да не несеше ќе касне, ќе го испромовиравме. Да ти кажем право. Немаме јаден од лани. Лафио од малет. Вчера ми пушти еден автоматизирано направено да врти вака во она и си седи отстрана тој со дечината да си игра, тоа си врти, Ајваро си меша у бајна. Мора уште ако донесеш од Ајваро сега да пробавме. Јако ќе беше. Гледаме дечки. Ќе Ајде, се се видиме. најубав. Убав ден. Поздрав. Поздрав. Ајде. И сега рековме море сокол пие. Да. Од кај пие соколо? Да ти е височко од тука или не? Ајде бе, од кој сакаш, не знам, ќе може ќе речи имеш. Турета или море? Море сокол пие вода на Вардаро. Дали ќе ги свирам чест? Море сокол пие вода на Вардаро. Јане лебело грло. Јане ле кротко јагне. Сега како беше? Море нели виде јунак да помине. Јунак да помине с 9 лути рани.
кротко јагне. Што се Добро, мачам ја горе исте- долу, манија, јас. Истеравме. Како било, уживајте, ја манавме. Ништо не слушнавте, Не ништо знам не јас видовте. што таму. Да. Нешто ми се многу расположени овие дечките Да, летат да, тука денес. со тротинети, Од со сите чуда. страни. Чудна Од работа. сите страни. Додуша, што викаш ако заврни сега денојве, убаво да се искористи времето дур не врни вака да се направи галама. Зато нека се возат, ајде. Уште малку. Да, ќе му простиме, ако лабаво. Туку Да, кажи ми брат, ти си направи концертче, бев на концертче, убаво минавме. Си настапуваш исто по бели ноќи, по чуда, таму исто се видовме. Кажи ми, немаме праено за овај, за Звезде Гранда немаме праено муавет. Да не те прашвам? Може не да те ме џивам? прашаш, може да ме Ај. прашаш слободно, оти, знаеш како бев во двумење, искрено, дали вреди некогаш да збораме, интересно си капнува помалку сега, Почна? почнува, да, Е, интересно, многу. нека капка. И тоа е Многу. интересно, да, ќе влези во Да, кадер, да. може. Малце ги расипиме камерите, ама не е страшно. Интересен момент, оти не премногу зборав за тоа искуство. Не кев да испадни како се правда сега или нешто слично, ама знам дека голем дел од луѓето што имав прилика, ме сретнуваат, ги интересира, сакаат да знаат, оти многу од луѓето свесно знаат што се крчка во тие работи, оти си Да, бил да, и да. ти во Да, такви, да, тоа е да. цело бизнис шоу, кај што некои работи неќат да излегват и не смеат да излезат од таму. Така е. Така. Зато се снима пред време, зато се монтира, се режира како треба да биде, а пред време кај нив се монтира и се режира кој да помини, кој да не помини. Не е така. ништо случајно во моментот Така што е. се случува. Така е. И тоа беше Не остава интересно, никој на интересно, случајност. да, интересно оти јас од првото појавување таму, без разлика јас појдов таму со трема невидена. Ако имам не знам и колку концерти излегвано и се, така е, брат, е предизвик, влегваш во сцена кај што е многу популарна Така и е. беше до лани единствена. Сега за жал, Сега има. и за некоја среќа или не знам како да речеме. Има излегват сега. Има. И сега кој ќе појдиш како професионалец, не си аматер, значи ние сепак имаме основа музика, Така е, дипломирани и дефинитивно, друго, дефинитивно. тоа му боди очи одмah, од старт на сите. Ние во тој случај не сме луѓе, тогаш сме роботи, и не смееме да си дозволиме киксови, грешки и треми, пошто сме професионалци. Тоа го кажуват тие, што јас не мислам дека е така и не треба да биде. Нормално, луѓе сме, там се не. Да, и имаше моменти кај што, ќе го кажам сега, босанац, што најмногу мене ми изиритира на неколку наврати. И морав да не прекјутам и да му шлепнам таму тоа што имам да му шлепнам, оти се прат големи стручњаци, некоја не се до толку, особено за македонска музика. Кога некој збора за македонска музика, викат пејте македонска музика, знаеш, вие сте од таму, ваш мајчин јазик, вие најмногу можете, ја сакаме ние музиката, ама кој ќе му пееш на македонски и изведваш пример како Параходот, ја пеам акапела и знаеш како е, во мол почнува Параходот и во рефренот се продолжува не плачи, мило либе, во дур. Така е. И пеам акапела таја, пошто бевме вако во дуел и босанац прв. Ти рече од мол избега во дур, зато не ти дадов глас. Викам, Таква е дали ја песната. знајдем, викам како прво. Таа е песна за... Цело дискутирање што беше тоа. Мораше да се сечи, босанац да не коментира, еве нека го вратат на YouTube, ги има сите сезони. Кај мене босанац не коментира, сето е сечено, само коментира за против кандидаткава што ми беше и после тоа, значи цел тој дел сечи, а Вики се надодава после него, не можат и не се да ја сечат да коментира, вика тоа ме бендисва таа трансформација од дур во мол. И испаѓа кај што некои работи не можат да излезат. И најакото најмногу што ме болеше, ми вика, научи ме мајко, карај ме, рече се бркаше со ритамот. И само беше најакото прашање од мене, што и то не излезе. Дали знаете кој ритам е? Учи ме мајко, карај ме. Па да, јас знам таа изведба од Тоши, јас знам таа изведба од Владко Стефановски, јас знам од Цариевски. Кој ритам е, му викам, само кажете ми.
7 осмини. Тука му викам, ве чекав и да ви одржам лекција дека Тука ве чекав. така, кај што то сето тој автогол што си го даде посаднат со мене лично и уште неколку други што ги имаше случај, кај што му реков песната е раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, 11 осмини, не е 7 осмини. И на крајот, учи ме мајко ка... Не му викам 7 осмини, ние во Македонија немаме за жал, му викам само 7 осмински ритмови и тука морав да бидам дисквалификуван тоа што тоа не се појави натаму, мораше да ме избацат од таму за да не зборам премногу. Тоа беше тоа беше реалноста. Да, секој случај јас сум презадоволен и преубаво искуство за мене лично, јас не го гледам тоа дека она оти тука следва и договори, тука следва и сите тие работи, јас не бев за niштото, за никаква соработка понатаму, пошто знаев продукцијата каде оди. Бериќат, полесно е така. Шуба. Еј, Мислам дека на шпица, оти ова ќе не направи пепел ми заврна. Да, почнува да биде Ќе се интересно. вратиме после рекламите, ич да не се секира, да маниме на шпица и да се прибериме негде и ќе се вратиме. И ти! Малце ни заврна, не е страшно, се поместивме подценка малку, па сме тука, битола сме, не бегаме многу. Туку кажуваше ти нешто за досадат, за нешто тука. Тука, гледаш? Тука имаше. Аре, ова е. Осеќај. Ова пуштаат од таму, пушта. Харпо го пушти од таа страна човек. Пушта. Не, ама мислам јасно ми е на тие шоуа врат. Сум бил дел од шоу, знам колку и како ги сценират работите и колку е све изрежирано. И едино што ми е криво е за луѓето што се убиват од гласање, што се убиват од поддршка давање и некако знаеш на крајот на денот дека па нема да биде, нема тоа да е што треба да биде, да. Во секој случај, затоа викам, значи јас не појдов од цел за да го освојам како прва, оти реално знаев и свесен сум, доволно свесен за шо, ама од друга страна ми беше големо за мене искуство и така предизвик да бидам на големо, како еден вид фестивал, некој да се појавиш и да бидиш активен, барем една година бев преактивен. Повеќе од 20 пати движев натаму. Едно што запознаваш луѓе, продуценти, ете, дел од жирито, значи се запознавме и лично, имам и комуникација до ден денес, значи излегват контакти. Си го имаш муавето, да речеме. Ти го дај ми. По кафиња, по чудо. Да, бе, супер, знаеш, онака и ќе испадни може прилика и соработка и друго. Ми е окей од таа страна, кај што ми пријаше со дел од нив, заживеавме супер комуникација и го почитуваат нештото, ама дел на продукцијава има друга стратегија, друга цел и не му одговарав и со тоа што зборав премногу и беше едно убаво искуство за мене, кај што јас можам да кажам дека колку и да имав искуство, сум со многу поголемо искуство моментално. Дефинитивно. И сум се измачил можеби и по патишта и по стресови, како ќе биде, што ќе биде, па спремаш, подготуваш, не знам, и матрици, и бараш, и снимаш, и спремаш до детал се перфектно да биде. Се трудев максимумот и мислам дека го дадов од мене што може во тој момент. Оти исто паралелно бев и професор и успевав да стигнам и да држам часови, да одам Белград, да снимам, да правам проби. И беше интересно, да, и сум презадоволен, ама сум и презадоволен од му шлепнав онака. Да, тоа што има во макар да не го одат на телевизија, не е проблем. Му го кажав. Ти му го речи. Му го реков и кај што другите од жирито, значи станаја. Дел што знаат како Джоле, како Кеба беа, Сања, исто и таа што е и оперска пеачка и таа, дел од жирито на место на Марија што идеше. Кај што во тој момент стварно стана и му рекоа да му се извиниш на детето за ова лекција што му ја одржа, кај што како првото нема да го каже, па не друго. И така да беше едно големо искуство, кај што публиката таму што беше за мене онака со големо како македонец, дека останавме до крајов двајца македонци со Никола со Победников. Публиката знаеше и таму да го препознава и уште и преку телевизија, тие што гледаа, што ме следеа,
до ден денес, знаеш, онака, кога ќе стекниш Така е, некоја не кизне каква популарност, ама доволно што го препознале луѓето и што знаат да ме сретнат и да ми се браво, мило ние што те гледавме и што беше таму, даваја поддршка и фала ви на сите. Стварно мило ми беше што го препознаја тоа што го видоја. Скроз. И најакото беше моментот кај што на таа емисија Марија, кај што ми рече професоре, така го почна, од кога му ја одржав лекцијава и таа да се надоврзи како професоре, полако ми вика, па добро, да. Јако. За лекцијава, бесплатна беше. Скроз, Да. скроз. Нема појако. Како, кажи ми учениците како реагираа дури беше ти на шоуто? Имав поддршка, за разлика сега, ете, може порано знаеш, ете, и кога учевме, ние како ученици го гледавме како забрането може беше и народно и забавно да се пее. Сигурно беше. Да. Ама така е како да кажам, беше забрането. Кај што сега во моментов па професор да излези да биде на такво шоу кај што се пее таква работа, сменато е времето кај што ете во да го испромовираме нашево училиште кај што имаме нов смер моментално и за традицијски играч пејач, значи веќе гледаме пошироко на работите, генерације се проширваме, да, и моментално е интересно што јас од моите деца што ми се во класа имав преголема поддршка и кај што и тие навиваат за мене. Шу, кажи ми, Звер, знам дека ова Школо и мене ми беше идолот ми беше Школо невидено. За 3 месеци, особено што кај нас беше телевизијата во затварање, па ги научивме сите аспекти сакале некеле. Кај вас претпоставувам дека беше тоа огромна организација некоја што све наваму натаму растрчано или уствари кажи ми ти, јас не сум бил. Ми имат велено ти не одиш, некако не ми се оди, ти знам што ќе знам дека ако тргни муабето на ова, а ќе тргни пошто тоа се гледа, пошто тоа е тоа што го барат луѓето. Знам дека на овие години нема толку, мислам, многу поинаку размислувам од кога бев на Идоло. И зависи како ќе залепи муабето, може да се вратам со постручен муавет од оваа страна, а неќат луѓе што се многу учени, пошто ти веќе си изграден како музичар и веќе имаш изграден став. Не може да ти кажат тие, знаеш. Тие, еве, наједноставното нешто кажано, тие барат луѓе и нив му се бара кај што можат да раководат со некој и да ти кажат дека денес не беше твој ден, и затоа не испеа, ти ќе му речеш да, не беше. Ако си испеел се точно и се си бил вона, тоа го сакат, кај што денес, пример, не знам, не ти беше денов, не беше како што треба. Таму и ти ќе му речеш може да бев. Да, може би бев. А вака знаеш дека не беше. Да, и сега тие се работи, нив тоа му е цел да може да соработува со тебе, за да може да раководи полесно со тебе. Не ќе толку школовани. Да. Од друга страна, продукцијава значи е големо здање, е голема продукција, но сепак имаше голема промена минатава година ради, знаеме, со ситуацијата со Саша Поповиќ, така почна. Тој беше во Скопје на самата аудиција и тоа ми беше најмногу криво што тој ме препозна и кај што во Битола тој ме побара од кога заврши аудицијата и ми рече ти си био најбољи данас, значи беше најдобар и се гледаме одма, значи резултат одма имаше од него кај што се гледаме во Белград, а не да се чека 2-3 месеци за одговор да ти се јават, туку одма директно заврши емисијата и во Скопје ми рече се гледаме во Белград. И кога појдов во септември за да снимаме прва емисија, Саша Поповиќ не беше таму, тешко болен, Франција, Турција, не знам каде на лекување и се чекаше моментот кога уствари само ќе се кажи тоа што го дочекавме за жал. Ама се знаеше дека како викат мачоро кога го нема, ловците оро играт, таа поговорка беше минатата сезона во таа продукција и јас го искусив за жал тоа. Не да стои човек што е компетентен таму да го води нештото и можеби ќе беа резултатите поинакви за мене лично, ама ете таа продукција моментално значи го носи резултатов годинава што се случува, оти не се работи како што треба професионално
со сите деца, оти има деца што стварно вредат, а не се почитувани доволно таму и затоа си бараат алтернатива. Инаку, за друго што ме праша беше за дали би одел ти за повеќе друго искуство. Јас искрено мислев кога појдов таму, ми беше дека јас прв круг ќе паднам. И јас исто мислев на идоло, да. Такво чувство имав, оти не бев сватен како не бев свесен како ќе бидам сватен од тоа што го правевме муабет дека неќат школовани, неќат кадри и јас на почеток се поставив само дека сум таму напишав дипломиран, не пишав дека сум професор, оти имаше чупе што беше со мене во конкуренција кај што си напише исто дипломирана професорка и во CV-то што му го даде таму како професорка. Првиот круг кој почна ја ругање кон нејзе, значи страшно испеа чупето. Јас ја слушам и значи најмалку беше за отпаѓање, ама тому беше пик кај што начин за да ја паднат одма. Јас не ги доискажав моје работи и подобро што направив за да не дојди од старт, кај ја имаш тој прв круг појавување, значи таа трема и не знаеш што е, како е, кај ќе се појавиш и да дојди момент уште толку тие да си играат играчки, а седи вака и да те да ти превртва очи, а се е окей, пример. Само првата песна јас си признавам и кажав и јавно дека бев и на други што сум имал и емисии. Кажав и си признавам дека бев укочен и не бев тој што бев, оти лихни да ја снимив јас. Лихни да ја снимив и со спот и со се, и значи лихни да ми е една од омилените песни и затоа сакав нешто наше со такво да се представам, ама од една страна се нашите традиционални песни се многу тешки за изведување, особено кога ќе појдиш на таков аранжман што имавме спремено и се, е тешко да се исконтролираш таму, дека знаеме како е да изведуваш полабава варијанта сега да испееме лихнида, а друго е кога застануваш пред 8 или 10 луѓе продукција што сите гледат само да ти најдат ситница и да ти најдат некоја манка. Така е. А тому е работа на крајот. Тому е работа, да. Ги видиш. Абе тоа е брат. Има луѓе уште што мислат дека тоа е се како што е изгласано и како што ќе ти речат така е, оти тие се стручни, тие знаат, ти не знаеш. Ама многу често во такви шоуа, тој што е на бината технички може да биде постручен од тие што се во жири, само што тие што се во жири веќе направиле некаква кариера. Да. И се на некое ниво поинакво кај што се и сега тие треба да ти судат тебе што може да имаш и поке школо, може да и поке разбираш, може да не битно, ама таква е ситуацијата. Да. И затоа јас многу пати натречено ти не одиш, не е проблем, јас ќе одам. Ама прво немам потреба поке да се надпреварувам некако во животот и доста е, си велам. Луѓето не ни знаат ни државни првенства освоени, ни ова, ни она и не е ни битно на крај на ден. Колку дипломи имаме, да. И сега веќе треба да правиме кариера, да правиме музики, да правиме нешто што е поубаво, да одам да се тегнам, да се расправам, нека одат некои дечиња помлади што треба да се изрекламират. Ние колку толку добивме тоа што добивме од реклама. Доста е. На крајот на денот за млади луѓе е убото, не викам, не, знаеш, ќе си спромовира, ќе излези, ќе го видат менаџери она. А од друга страна што викаш, Саша си замина, Бог да го прости, а беше човек кој имаше уво за вакви работи, имаше осет многу. Јас ретко гледам Звезде Гранд, да бидам искрен, вака кога има некој наш човек да го дзирнам што ќе направи. Ама имав што ми излегва на TikTok и сечоци ово она, кај што жирито гласа едно, ама ќе примети тој дека има нешто, дека има харизма, дека има нешто. Знаеше кога да пресечи и да дај предност, пример, на тој што треба и да му дај поддршка. Тој беше буквално судија. Браво. Судијот и застануваше почесто, да речам, на страната, од се клаваше на другата страна, за разлика од жирито што гледа само да те плука, ова не чинеше, она не чинеше, тој знаеше нив да му е затне устата и да му рече овој поминва и ќе видите и се докажувало на други кандидати вака што ги имав следено јас. А во секој случај е времето и јас бев на граница, ако не појдев сега, никогаш немаше да појдам, да. И не знам како, подолго време
Знаеш, кој ќе го слушаш така во, абе, оти не појдиш со луѓе што се знам, онака, праиш и твоја музика и настапваме и ово, абе, појди уба реклама, знаеш. Онака, го слушав многу често, и може тоа беше пресудно што одлучив ќе одам. Онака, и брат ми беше тој иницијатор што ајде вика, ќе одиме. Да, главниот менаџер до Австралија. Да. Значи, затоа викам, тој беше тогаш моментот кај што и мене сега да ми речиш дека она не го совладав тоа што мислев и како што рече и ти, време со тоа до сега што го имаме, веќе да си направиме нешто наше авторско и да се фокусираме поќе на тоа и да Така е, брат. Убо е да оди човек еднаш. Да. Мислам, убо е да си направиш реклама, ама сеете пример, јас сум бил на Идоло, нема потреба да на други шоуа. Некој ти си бил на Звезда Гранда, са падаш на Звезда, макар што одат некои, ќе одат по кепати години се и тоа е реклама, јас не викам не. Ма мене ми е чудно. И далеко ни е, далеко. Ама веќе си бил, знаеш, ти ја направи рекламата, супер. И особено кога ќе стигнеш до 6-7, тоа е веќе полуфинале, тука си четвртфинале, полуфинале стигаш и сега пак да се пријавувам за шо за до финале за уште едно. Мислам дека да. Тепаш пато Белград уште 20 пати. Недела секоја втора како одевте? Па при крајот беше скоро секоја недела. Една недела одиш за проба, другата недела снимаш, па пак проба, па пак снимаш. И на почеток беше полабаво, пак на 2 недели одиш. Ама како што се стеснува, ти е наближано. Што е многу е. Беше, јас затоа викам, јас колата што зедов не знам колку километри напред годинава, те здрава и жива. За убаво нека служи, ич, не е проблем. Туку дај да маниме ние нешто и да се сјоиме, оти... Да не фати уште, не? Да не мани некој дош. Ќе земе белјата. Да се наврат. Која ќе маниме? Она полесна што беше една, како се викаш? Полесна, мојот пат која? Може таа, од кај сакаш таа? Бај нешто и побрзо, сега дека јас сум искрено по баладите и претежно песниве ми се, и ова новото што ќе биде, да најавиме дека и тој ќе биде балада, ама после ќе има нешто и мора побрзо, дај од овие побрзите нешто. Ајде, Николче ќе поздравиме таман со песната. Таман скроз, како беше ова, како починуваше? Мојот пат до тебе напиша од звездите, мојот пат знам кај ќе ме однесе, најмила чекај ме. Мојот пат до тебе напишан од звездите, мојот пат ме носи кај што си ти, таму кај што си. Јас го грешim. Таму кај што... Ова е горе, да, ама сега ќе извинат за... Не можеме да го речиме горе. На толку патување до Белград, одмори малце. Да одмориме од висини. Цело време му се стегавме до тие висини. Да, сега Звер, проштевајте за... Ич да не ви гајле. Звер, фала ти многу. Фала многу, исто. Убо турбулентна емисија имавме со дождој, со чуда, со муавети, со све. Со тротинети, со точаци, со ајвари. Со ајвари, со чуда. Не знам дали ќе го видат гледачите тој дел, ама нема врска. Ќе размислиме, да. Јако. Супер. Фала ти и тебе и фала ти за летото што беше мој гостин. Уште еднаш, мило ми беше оти, така, мислам дека ги расположивме со една промена што дојде ти. Да ги збунивме малце луѓето. Малку. Како, убаво е, брат, убаво е што правиш, мило ми е што правиш концертчиња и лани си направи годинава и да си продолжиш секоја година. Тешка организацијата. Тешки се. Ама малце од малце треба прави, и јас треба правам. Ако ти велам само тебе, ама ќе биди полека. Ќе правиме и затоа прва иде со тој спото да те навратам, заврши го и да правиме нешто друго. Може, готово, Звер. Супер, дечки, фала ви вас што ни бевте гости. Се надевам дека ви беше лабаво и ако ви беше, се гледаме наредна недела па во 18 часот. Поздрав и имајте убав ден.